Драги гледачи, добар ден. Добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш Демократски импулс, подкаст за народот. И ова издание, како и минатите што ви најавив, е специјално издание по повод локалните избори на Република Македонија 2025 година. Денеска имаме за чест да го представиме кандидатот за градоначелник на општина Тетово од редовите на партијата Демократи, господинот Изет Зејнеловиќ. Добре ни дојде и чувствувате се како дома во наше студио. Благодарам, добро ве најдов. Најнапред сакам да ве запрашам да се представите пред нашата јавност и пред тетовчани што не ве познаваат, толку ги има и такви. Кој сте вие, малку повеќе за вас? Јас сум Изет Зејнеловиќ, доаѓам од Тетово, по образование дипломиран правник со долгогодишно работно искуство во Министерството за внатрешни работи. Јас денес сум пензионер и сакам моето професионално знаење и искуство да го ставам во слуга на граѓаните. Инаку јас сум татко на 3 полнолетни деца. Возрастни сите, супер, задоволен. Значи, реализиран човек. Реализиран човек, да, комплетно. Така да, поголемиот дел од градот на Тетово лично ме познаваат како човек и така. Така. Да. Кажете слободно. Инаку сакам да кажам, јас сум бошњак, но ги сакам сите луѓе, без разлика, на нивна вера и нација. И македонци, и албанци, и турци, и срби, и роми, и црногорци, и бошњаци, и сите останат. Што ве мотивираше да се вклучите во политиката како градоначалник и од редовите на политичката партија Демократи? Мотивации многу има, не знам од каде да почнам. Пред се, граѓаните ме мотивира, секојдневието на граѓаните, со кои секојдневно се среќаваат со проблеми, така да имаме институции уништени, непрофесионални, имаме инфраструктура катастрофална, сообраќај во хаос, животна средина катастрофална, со водата имаме проблем, значи и многу други проблеми. Тетово ги има, бидејќи јас живеем таму, сакам и да се обединат сите граѓани, заедно со мене, да изградиме едно Тетово, каде сите ние ќе се гордееме. Така. Ова навистина излезе, не знаете од каде да почнете, од каде да завршите, многу работи направите. Значи, многу има работи, многу, веќе не се трпи, гледате дека младите секој ден ни бегаат ради тие причини. Значи, мора ние затоа и се мотивирав јас за да се кандидирам за градоначалник. Не можем да седим на страна, да се правим слеп и глув. Мора да излезем заедно со граѓаните, да направиме Тетово, значи не некој да дојде да не заобиколува, туку да дојде да го посети Тетово и да се гордееме сите со нашиот град. Така, но зошто баш политичката партија Демократи ја одбравте за оваа ваша кандидатура? Вие сте член, мислам дека на Демократи. Да. Што се разликува Демократи од другите партии? Вака, значи јас сум подпредседател на Демократи. Оваа партија се разликува по различна партија од другите партии. Оваа партија е основана за да го обединиме народот, значи и економски да ја зајакнеме државата. Јас кога и основач сум на оваа партија, така. Кога видов кои луѓе се приклучуваат во оваа партија, потоа, тоа уште повеќе ме мотивираше да останем до ден денеска во партијата. Се ќе употребим, се моje знаење, искуство и професионалност ќе употребим со оваа партија нешто да направиме, да им помогнеме на граѓаните. Затоа што граѓаните се заборавени, гледаме дека секојдневно се соочуваа со проблеми. Јас може да кажем повеќе за во Тетово, бидејќи тамо живеем. И имаме ние тамо нефункционални институции. Граѓаните имаат секојдневни проблеми. Кога за било каков документ, за било што да се обрата во институција,
Или ќе налетаа на врати затворени, нема никој, или ќе налетат на службени кој е за таа работа, му кажува дека не е за таа работа, го препраќа на друго место и така цел ден го шета. Тие што се со затворени врати, тие седат наспроти таа институција, цел ден по кафичи си седат, си бркаат своји бизниси, граѓаните си патат. Тука се вработени све по партиска линија. Тука нема, мал број има, свака час, тие се мал број кои се честни. Тие ни даваат надеж за да си завршиме некоја работа. Поради овие причини, владе голема корупција и мито по овие институции. Гледам, никој нити се бори, само меѓусебно се обвинуваат кој колко има украдено, што има направено, но не гледам дека се води некоја постапка против некого. Тоа укажува, младите го гледат, младите се заборавени, стручните лица млади се заборавени и затоа тие торбата си ја земат на автобус и бегаат да му служат на друга држава. Наместо да ни служат на нас, јас познавам некои пријатели каде има син му завршил медицински факултет, работи во Германија во градежништво. Наместо да биде овде добар доктор, да не лечи добро, тој работи во градежни фирми во Германија. Овде се вработуваа партиски, неспособни, нестручни и затоа ние сме во овој хаос. Кои се вредностите и принципите кои ги поседувате како човек, може да ни спомнете, да? Принципите и вредностите се кај мене честноста, хуманоста, знаем да го сослушам човек, знаем да му помогнем и секогаш ќе се борим. Сакам јас да ги видим граѓаните насмеани. Сега по улица кога се движиме, ги гледаш све некои попреку гледање, намуртени, значи не се насмеани. Порано јас знаем, се сеќавам од порана генерација сум секој со секого оддалеку, вика кај си, па насмеам, па ајде на кафе, па на мобет. Сега не. Сега е поделено, све е поделено. Значи, партиите успеа да го поделат народот за да може да владеат со нив. Тие го поделија само за своји лични интереси и за нивни блиски луѓе и групи. Народот е оставен на страна и само му ги празнат джеповите. На секаков начин. Се работи како да се дојде до пари, да се заработи на нечесно. Тие мислат дека честно, ама не е честно. И затоа народот пати, и затоа градот е во катастрофална состојба, затоа имаме непрофесионални институции, затоа имаме инфраструктурата ни е во катастрофална состојба, сообраќајот ни е исто во хаос, сообраќајот во Тетово, може да кажам, сообраќајот во Тетово е катастрофална состојба, се ствара на секоја улица метеж. Верувајте, пешаците не можат слободно да се движат по тротоари. Паркирани возила. Насекаде. Пешакот мора да се симне, да го заобиколи возилото, за да повторно се врати на тротоар, се става во ризик, што не е безбедност. Не е безбедно, така е. Значи може, имаме доста случаеви каде имаме и жртви, овакви случаеви. Никој не се грижи за оваа работа. Никој, воопшто не се грижи. Јас, доколку бидем градоначалник? Доколку бидем, додека ми избран граѓаните за градоначалник, додека бидем избран, доколку бидем избран, јас ќе осменим ова. Знаем како да го сменим. Имам искуство како да го сменим ова. Ќе направим модерни улици. Ќе направим, значи, паметни семафори. Ќе направим тротоари, убави тротоари за сигурна безбедност на пешаците. Ќе направим велосипедски стази. Ќе направим посебно место за лица со посебни потреби, за да може да се движат, да бидат сигурни.
Така да има улици отворени, што се поотворени, подолги улици, каде тамо се вози брзо. Тамо е страшно. Мене ми се јавуваат граѓаните често пати, вика, бараат помош, јас сум пензионер сега, јас ги упатувам тамо каде што треба да се јават. Ми кажуваа дека стварно во ноќните доцни часови е лудило. Јас имам прошетано низ Европа, имам доста видено и знаем како да го решим овој проблем. Па вие ако не го решите тој проблем, што ни доаѓате од безбедносните сили, кој друг со собраќаот. Јас можам да посведочам зашто игра фудбал во еден тетовски клуб, собраќаот не е баш на завидно ниво. Човек си ја остава ковата на сред пат, си оди се јаде без да се секира. За жал, институциите не функционираат и затоа така ни. Кажав дека јас тоа може да го решим многу брзо и добро. И да нема никаква гужва и да се решат овие проблеми, да не ги мачат тетовчани. Така. Можете ли да ни кажете која е вашата визија и мисија, како го гледате вие тетово, какво е денеска, но како го гледате во наредните 4 години, например? Доколку вие бидете градоначалник. Да. Видете, јас сакам Тетово да биде економски силен. Силен град, убав град, со функционални институции, со добра инфраструктура, чист град, чиста животна средина, добра вода за пиење. Тоа може да го направим, бидејќи јас имам пријатели по целиот свет. Јас имам пријатели бизнисмени по други држави кои сакаат да инвестираат овде во државата, но мене ми велат не можеме да инвестираме, гледате дека е хаос во државата. Да вложим јас средства, ќе ги изгубам. И средствата, и животот во опасност може да ми биде. Вака, јас разговарав, се консултирав пред да се кандидирам, дали би ми помогнале нешто да направиме добро за Тетово. Тие ми кажа и ми упатија јавни честитки. Доколку бидеш избран од граѓаните на Тетово, ние сме спремни да инвестираме во Тетово во сите сегменти. Така да имам пријатели, може да направиме многу работи. Јас нема да дозволам како до сега што дозволуваат понуди инвеститори од странство, параа услуги, параат ги уценуваат, ни ги бркаат, они заминуваа и инвестираа во друга држава. Наместо кај нас, тие бегаат од поединци кои сакаат да се збогатат од тие инвеститори. Тоа нема никогаш да се случи доколку јас бидем избран за градоначалник. Доколку ми ја дадат довербата граѓаните, јас тврдам дека Тетово ќе го направим да се гордее секој тетовчанец. Можете да ни спомнете, зашто ја носите и програмата, некои од вашите проекти, например, главни, капитални, што би ги направиле, прво што би направиле кога вие би биле, кога би седнале на градоначалничката фотелја? Да. Да не речам столица. Тетово има многу проблеми, да не ги бројам, некои ги кажав. Да. Приоритет мене би ми бил економски да го засилиме Тетово. Број 1. Без економија не можеме ништо да направиме. Јас, приоритет би ми бил мене решавање на со депонијата. Имаме голем проблем со депонијата. Од самиот влез во Тетово, свртете се лево, десно, што ќе видите? Планини со депонии. Не се чисти, не се уредува, не се грижи. Јас имам убав проект да го решам овој проблем многу лесно, да биде користен за Тетово. Проектот ќе го објасним малце, ако може. Да, секако, слободно, цело време ви е на располагање. Проектот има своја базна станица, која се состои со 4 комори. Едната комора од нив собира 5 тони отпад.
тој отпад, значи кога ќе се наполнат сите 4 комори, тие се подвижни. Тие може да поставиме една кај стадион, може една да поставиме на излаз од Тетово, може една да поставиме на влез од Скопје за Тетово. Тие се подвижни. Кога ќе се наполнат, коморите херметички се затварат, се носа, се приклучува на базната станица, тамо се врши преработка на отпадот. Во тој отпад спаѓаат комунален отпад, индустријски отпад, градежен отпад и гуми од возилата. Значи ќе има селектирање. Селектирање, нема селектирање во таа комора, во таа комплетно комора се става. Не се так. селектира. Комплетно се става. Таква работа. Тука се става, тоа се согорува комплетно, Добро. се согорува, се произведува струја. Аха. Јас го имам тој проект, лично, јас го имам, доколку ја добием довербата, јас ќе го спроведем овој проект во Тетово. После струјата ќе инсталираме по школите, по градинките, по другите институции каде што има потреба. Веќе нема да плаќаат струја. Тие сметки што ги плаќале за струја, тие средства ќе ги намениме за други потреби на тие институции. Градинките, само да поменете, околу градинките се големи депони. Постои опасност за разни зарази да мали деца. Така да, тој проект може да го реализирам и ќе го направим доколку ми ја дадат довербата граѓаните. Знаете како ова звучи одлично и звучи многу добро, заради тоа што кај нас го нема. Во светот го има, но кај нас го нема и би биле прва општина, можам да кажам, со ова доколку го направите и подосна не се ни сомневам дека и другите општини би се вклучиле кога ќе видат еден успешен проект ваков од вас. Се не барат Да. самите. Може да го патентирате тука. Да. Не е само овој проект. Имаме и други проекти. Да, може да кажете слово. Овој, само да додадем за овој проект, значи, може да ја постигне, значи, таа преработка на отпадот, дури и другите општини што се во регионот, може отпадот да го носат кај нас, ние ќе си го преработуваме, ама некој динар ќе дадат за општината да има во буџетот. Наместо да ги трошат огромни суми за транспорт, но пример веќе ја земам од Теарце во Гостива. Треба транспорт. Плаќаат огромни суми. Тука веќе нема да биде. Може да поставиме една комора во Теарце. 5 тони ќе се напун, ќе приклучиме на базната станица, ќе се преработи, и така да ќе се реши проблемот. Ситуација вин-вин. Од околните општини ни доаѓаат, ви плаќаат некој денар за општината, они имаат помал за ѓубре, ви имате повеќе струја. Така. Звучи многу добро. Више го на струја се знае. Евана е тука, ќе им ја дадеме средствата во општината. Ќе го јачнем буџетот и употребиме средствата за други намени. Потоа исто имаме проект прочистителна станица. Тетово е со канализацијата, со отпадните води во катастрофа. Со самото движење по улица има се чувствува одвратен мирис, се чувствува. И тоа ќе го решиме. И тоа отпадните води со прочистителна станица. Нас ни ветуваат со години прочистителна станица, решавање на сите проблеми, ама не се решава. Еве ги проблемите се тука. Јас може да кажам слободно дека тие што направиле до сега немаат право да зборуваат. Нивните дела нека се зборуваат. Што направиле, дела да ќе зборуваат, тие нема што да зборуваат. Тоа е вистината, граѓаните тоа го знаат. Така да го решиме и тој проблем со прочистителна станица, модерна, бидејќи Европска унија веќе ги бара европските стандарди. Ако сакаме во Европа, мора да ги исполниме тие стандарди. И тој проблем ќе го решиме. Со водата проблем има Тетово. Тетово, значи има водоводна мрежа, Тетово има водната мрежа му е стара, негде
над 70 години. Ништо не е променето. Секој ден има кварови, пукање на цевки. Се зауставува водата за пиење на луѓето. Создава дома проблеми. Водата е неопходна за пиење, за перење и за други работи. Може болести да фатиме од тие цевки. Може да се разболат деца, ние, возрастните и така натаму. И тој проблем, исто имам проект, ќе го промовирам кога ќе треба, Така. ќе го видат тетовчани, сите овие проекти, ќе ги објавиме. Тие проекти, јас, доколку ми е дада довербата, ќе ги реализирам 100%. Се надам дека и ние ќе го видиме. Ќе го видите вие, јас верувам и мислам дека повеќе општини низ државата ќе не побараат и они да го направат истото. Господине Изет, кажете ми, ме интересира да ве запрашам. Како е моменталната состојба во општината Тетово? Зборам за советници, градоначалник, дали се раскарани, дали како функционира, дали се гради нешто, се прави нешто? Па видете, јас ќе кажем вака. Еден градоначалник мандат има 4 години. Не. Со самото превземање на таа функција од тој ден тој треба да е активен. Треба секој дневно да работи со граѓани. Таму ништо, негде ќе чепнат, некои улици ќе направат, колку да работат, друго ништо не работи. Друго не се гледа. Кога ќе дојде месец дена пред изборите, гледаш багери по сите улици, копаат, вриштат. Значи, тие, ако се добри, работат добро за граѓаните, нема потреба ти месец дена, и тоа не е дозволиво сега тој да гради улици, се знае. Доколку тие се добри и добро работа за граѓаните, нема потреба од офанзива. Граѓаните ќе ги поддржат. Ова се прави, јас, пошто таму живеем, јас може таму да зборувам за таму. Така. Јас гледам сега улиците каде се прават. Ние гледаме преку медиумите секојдневно кој кого поддржува. Се пазаруваат. Кој кого ќе поддржи. Гледаат каде имаат проблем со гласачкото тело. Таму се работи. Тој што има проблем со ова гласачко тело, дека нема да го поддржи, таму работи. Јас еве ќе им кажем на граѓаните дека тоа е моментално, ќе го направат уличката, нестручно, непрофесионално, после изборите ќе ги заборават и сите ќе кукаат. Јас, доколку ми ја дадат довербата граѓаните, јас ќе оформим екипа, ќе направим ревизија на сите улици што се градат, ќе направиме испитувања, колку сантини се гради асфалтот и квалитетот на асфалтот. И дали тој асфалт се совпаѓа со фактурата. Значи се ќе работим заедно со граѓаните и пред граѓаните. Доколку ми ја дада довербата, во општината секоја одлука ќе биде јавна. Во присуство на граѓаните ќе бидат известени граѓаните. Денот кога ќе се носи, се договара расправа пред граѓаните. Зборот и на граѓаните ќе биде одлучувачки. Јас ќе кажам дека доколку бидем избран за градоначалник, јас ќе бидем градоначалник на граѓаните, не е на партијата. Партијата си е партија, јас сум таму, јас сум на страната на граѓаните. Мојот газда ќе биде народот, граѓаните на Тетово. Јас нема да владеем. Власта ќе му ја дадем на народот. Јас ќе менаџирам. Народот ќе си владее, јас ќе менаџирам. Така. Сакав уште да кажам, Слободно. во врска со ова
со институциите, Така. пошто е од мојата област, тие се тотално нефункционални, на секоја страна владе мито и корупција. За еден лист обичен граѓанин или ќе плати 500 денара, 1000 денара, 50 евра, 100 евра, па и нагоре, или па ќе го ценува, пошто добро го познавам, тамо сум работел, гледам, тамо живеем, или го ценува, иди плати еден ручек, дојди завршена тие работа. За документ еден ручек. Точно така. Јас доколку ми е дада довербата граѓаните, со моето професионално знаење и искуство, ќе бидем силен непријател на митото и корупцијата. Ќе се справам многу лесно со тоа. Браво. Клупи, зеленило, ноќен живот. Тетово, дали е ноќно време доволно осветлено, дали е се во ред во однос на, како што спомнав, клупи, зеленило, канти, корпи за отпадоци. Вака сега еве ќе почнем со отпадот, со корпите. Ти кажав дека сум бил негде надвор по државите низ Европска унија и сум ја копирал таа нивна, да. Така да нема да постојат континери по улици, континери пред куќи. Тоа се решава многу убаво. Не може кај нас усред ден, у пладневните часови, се собира отпадот, се празна континерите. Собраќајот така е во метеж, уште полошо, има револта и граѓаните, свират, хаос се ствара, па дури доаѓа и до тепачки, така да тоа може лесно да го решиме. Јас себе ќе го промовирам во програмата, за време на кампањата, ќе ги објавиме тие наши решенија, ќе ги видат, многу лесно е тоа. Општинската зграда, доколку ја добием довербата, дел од општинската зграда ќе го направиме во стакло, стаклена просторија. Ќе има столици за граѓаните, од другата страна ќе биде градоначалникот со советниците, извештај ќе му даваат за секоја одлука на граѓанинот. Се ќе биде јавно. Дали било овие само за тендери се интересира, не ги интересира друго ништо. Какви улици, они да ги интересира улици би работеле уназад 3-4 години колку се на власт. Не ги интересира. Сега почна заради гласови. Само да ги излажат граѓаните, да им ги земнат гласовите. После тоа иста песна. Така да тоа е второто што ме прашавте околу зеленило, клупи. Зеленило, Тетово има голем проблем со нема паркови, нема зелени површини. Па површините што ги двојат патиштата се запоставени, јас се сеќавам порано Тетово беше све во цвеќе. Улиците се мијае секој ден. Јас имав гости од друга држава, беше гостин, вика, вие сте како Париз, и тоа во рани утрински часови, свежо, дрвја, зелено, значи, многу, се е тоа уништено. Се државниот имот е распродаден. Таму се града објекти. Све се уништува. Не се прави ништо добро за граѓаните. Околу овие ноќните клубови, ресторани, кафичи, барови, значи, тамо е катастрофална состојбата. Секој скоро има извадено маси и столици на тротоар. Тамо е движењето е спречено, не може граѓаните добро, нормално да се движат, многу лоша слика. Јас ви викам, на запад сум бил, ми вика идем во ресторан, ме носи мене, јас не гледам ништо. Мислим дека живее некој во стан, кога влегов внатре, што ќе видиш, 100 метра ресторан со музика, со гости, со се. Ама безбеден. Безбеден. Јас сакам нешто од тамо да го пренесем тука, да го направим Тетово стварно, да се гордееме сите. Јас ќе се надпреварувам да биде Тетово подобро од другите градови.
Свесен сте дека, знам дека доаѓате од таму каде што доаѓате од МВР, но свесен сте дека ќе имате можеби закани и притисоци од политички партии, нека нема да ви е баш така лесно, заради тоа што фактички вие им отварате отворена војна на луѓево што... Да. Тоа Јас правите. не се плашам. Нема зошто да се плашам. Нека се плашат тие што се вовлечени во разни криминали. Тие што не се чисти. Тие нека се плашат. Јас не се плашам. Што има? Еве, што да ми направат? Нека ме убијат. Што ќе решат со тоа? Пак ќе биде и уште полошо. Значи, јас ќе си работим во интерес на граѓаните. Мене ми се битни граѓаните. Мене не ми е сега во старост јас да си го извалкам лицето, 60 години, сум работел честно, професионално, граѓаните ме познаваат, а ќе имаат проблем таму. Со мене, да, поддршката ќе имаат проблем. Сакам да останем и понатака исти и да си одработим се интерес на граѓаните. Тука спаѓаат и моите деца, моите внуци. Јас не сакам утре, кој сум јас, утре некој да покаже прст на мојот внук дека дедо ти направи лоши работи. Сакам да се гордее мојот внукот ќе да се каже чиво внуче да се гордее. Тоа ми е жалбата. Во вашата програма се зборува за инфраструктура, за спорт, за социјала, за култура. Кој од овие сектори мислите дека е најкритичен? Каде би делувале прво нешто? Што би направи? Види, добро е културата, зашто многу е поделено по националност. Така. Во Тетово политичките партии ги поделија луѓето и јас самиот се чудам, порано поинаку беше. Порано седевме ние на маса од сите вери нации. Никој не те прашуваше кој си. Пиевме кафе заедно, разговаравме, муабет имавме. Сега се е поделено. Сега е секој си мисли како да му направи, да му наштети на друг, само за да он дојде до корист. Многу е тешко. Јас ќе се борам на ова, сакам да ги обединим сите. Еве јас сум бошњак, ама ги сакам сите. И македонци, и албанци, и турци, и роми, сите што живеат во Тетово. Јас имам другари и пријатели од сите вери и нации. Сите, они знаат. Се дружим со сите. Така. Нема никаков проблем. Зошто би се плашал од мафијаши? Јас сум работел, сум се школувал, професионален сум и нема што да се плашам. Нека повелат, нема проблем. Тој што ќе победи, што ќе освои мнозинството, јас сум првиот што ќе му честитам и нека продолжи да работи само за добро за граѓаните. Како и во Тетово, така и во целата наша држава има доста иселување, младите се иселуваат. Што вие би направиле за младите во Тетово да ги задржите, барем тие што се тука, да останат во родното Тетово и да не се иселуваат по белиот свет? Вака, јас имам, ви спомнав, имам доста пријатели по други држави, моćни бизнисмени, Германија, да не ги именувам, значи повеќе држави, силни бизнисмени, јаки компании, кои ветуваат, доколку ја добијам да вербата од граѓаните, слободно ќе дојдат да инвестираат. Јас ќе отворим вратата, ќе ги повикам сите бизнисмени од цел свет, ќе ме отворим капијата, да дојде да инвестира во Тетово. Да нема ни уцени, да нема барања, разни барања, за да ги избркаме. Не. Не се должни тие ништо нас да ни дадат. Должни се да инвестираат, да ги вработиме граѓани, да го јакнеме Тетово економски силно, да отвориме работни места, да не ги пуштиме младите да си заминува надвор. Бидејќи ние без млади немаме иднина. Тетово нема иднина ако заминат младите. Јас така во движење, граѓаните ме познаваат, ме сретна постар човек. Ми вика Изет. Абе ни отидоа децата, ми вика. Отидоа, види што ни прават, вика, ги избркаат децата овие политичари. Ја му викам вака. Затоа јас се кандидирав, да имате кого да го поддржите, вие ме познавате. И викам,
Вика, човекот вика, детето ми замина во странство, се плашим, утре ќе починем, вика, ќе нема кој да ме погреба. Ако ни заминат младите, ќе имаме по куќи, по станови, починати лица, ќе нема кој да ги погреба. Значи, ние сме во опасност. Затоа ќе изградиме силно економски Тетово, ќе ги повикам сите да инвестираат во Тетово, да отвориме работни места и младите да ни останат тука, да си работат, да си оформа фамилии, да си живеат со своите деца Така. и да останат за секогаш на своето место. Тетово како Тетово има и голем проблем со куќињата скитници, касаат, па мора по соопштината да плаќа одредени средства и така натака, остиромашува општината, некои прават малверзации, не се каснати, па велат дека се каснати. Имате ли некој решение за овој проблем? Горлив проблем. Овој проблем јас го имам, штом ќе излезем од врата од дома, имам 30 куќиња, скитници, лутници. Да. Значи, целиот град е со скитници, со куќи. Баш денеска ми спомна еден, вика, сега градоначалникот ќе го реши проблемот со куќињата. Не слушам добро, му викам. Па до сега каде беше? Сега ли ќе... Не можеш да се промовираш кај мене, му викам. Не можеш. Не може он да го реши. Тој да можел да го реши, би го решил до сега. Имал време, има начин. Јас, доколку бидем јас избран за градоначалник, јас ќе го решим тој проблем. Како се решават во целиот свет, по другите држави, така и ние ќе го решиме. Ако ние не знаеме, ако не сум ја остручен, има стручни лица. Ако немаме ние, па ќе веземе од надвор стручни лица. Би направили некој стационар за куќиња? Стационар за куќиња би го решиле, значи проблемот би го решиле, да. Затоа сум се и кандидирал. Ме интересира вашата програма, дали вклучува нешто од вашите фактички најголеми амбасадори на градот се спортските клубови. Да. Што би направиле околу спортот, фудбалски клубови, например, имате? Па вака ќе спомнем, Тетово има една прекрасна спортска сала, изградена е можда пред 40 години и така е оставена. Никој не ја зема да ја направи, да му возможи на младите генерации да се забавуваат, да спортуваат. Градскиот стадион, сигурно сте биле таму? Сум играл таму, за жал беше оцемен од ФК Љубетен, доделен на ФК Шкендија, моментално повторно од општината не им дават влез на ФК Љубетен, а ни Шкендија веќе таму не игра. Да, тој стадион е узурпиран. Да. Институциите наши на ниво на централа, никој ништо не превзема, кој што сака си работи, гледам багери рушат, ќе биде таков стадион, онаков стадион, прекрасен стадион, јас гледам таму само рушевини, ништо нема. И јас не очекувам тоа да го направи. Сега почна овие багери нешто да градат, да зидаат таму, да видат граѓаните дека еве стадионот, го рекламира стадионот поодамна, го промовира, прекрасен стадион, ако е таков, но никако да почне да се работи. Ова е рушење све, ова е све е камуфлажа, све е борба за секој глас од граѓаните. Би сакал да ве запрашам, еве спомнавте дека Тетово како град има проблем со водоснабдувањето. Да ни кажете нешто за ова, нешто повеќе, како би се решило се ова? Вака сега јас, точно е проблем со водата, има Тетово уште поодамна, никако да го решат, има некои населби секојдневно си нема вода, си полна шишина и така натаму. Јас исто за овој проблем имам добар проект. До сега не е решено ништо. Секој ден, еве вчера, секој ден имаме прекини на вода. Значи ништо не се решава, ништо не се санира. Така да и за овој проблем имам добар проект. Почистителна станица за вода за пиење. Значи таа се поставува пред базенот, значи водата ќе помине Така. низ таа станица што ќе истекува чиста вода. Нема потреба од хлор, има друга супстанца се користи, тоа само Европска унија ја користи. Мене ми понудија да изградиме фабрика со лиценца од Европска унија, таа да се произведува и во Македонија. Со кого ја да разговарам? Јас затоа ја барам довербата. Јас да ми ја даде довербата, јас тоа ќе го направим баш во Тетово. Таа фабрика, таа супстанца.
таа само се става неколку капки во базенот, не треба ни хлор, тоа е по Решен проблем. Стандарди, решен проблем. Тоа ќе го решиме, Да. тој проект исто ќе го промовирам, ќе го видат граѓаните на Тетово. Сакав да кажам, реката Пена Реката Пена. е бисер на Тетово, од таа река порано по старите пиеле вода. Сега? Колку била чиста. Верувајте, оваа река, каде да погледнете, ќе видите негде кревет, ќе видите негде јорган, ќе видите негде шпоред, ќе видите негде перници, значи комплетно целата соба е фрлаат. Се само не Горе тоа што треба да е. Страшно, тепони насекаде. Таа река се чисти само месец дена пред избори. Никогаш веќе. Сега е очистена пред известно време, се знае зошто. Тука до реката во центарот, во близина е шарена џамија. Тука има посетители од многу држави доаѓаат со автобуси. Застануваа на сред пат. Нема место паркинг. Ќе паркира автобусот, излегува да ја посета шарена џамија. Тамо нема никој да ги прифати, како мува без глава вртат околу шарена џамија и ќе заминат. Замислете вие дека нема еден човек вработен историчар за да ги прифати, водич да ги води, да им објасни што значи тој објект. Тој дошол Нема вработено. од Полска многу доаѓаат, го интересира, ама нема вработен човек за да ги прифати, да му објасни што овој објект, некој историчар што е познал историјата, Да. нема таков. Додека они се движа околу објектот, доаѓа полиција, казна му дава на возачот. Уште фали казната. Да. Кога тој ќе се врати кај нас, пак да не посети. Никогаш. И јас проаѓајќи забележав на мостот, пошто е во близина мостот на Пена, до шарена џамија, мислим дека од Холандија беа туристите, земал и со апарат слика депонијата во реката. Замислете, тој ќе си замине од тука. Ја видел, сликал, заминал, ќе седне со другар, тој другар му може да сака и он да дојде во Тетово, тој што ќе му каже? Еве кај ќе идеш. Со И нема да дојде. Со каква Нема слика? да остае некој евро во општината да се зајакне економијата. Ние мора економски се да мислиме, да работиме за да бидеме посилни економски. И туризмот, и градот, има многу убави објекти Тетово. Има Калето е, Шар планина е туристичко место. Следно прашање баш тоа имаше околу Ќе Шар, ви околу одговорим Шар за планина. Шар планина. Значи, Арабати, Баба Тејче, тамо имаше објект, тој е руиниран, комплетно е уништен. Катастрофа. Тоа е тоа. Шар планина може да се направи планински туризам, например. Мислите дека се прави доволно за туризамот во Тетово? Па не се прави ништо. Ние гледаме политика, само се води за Шар планина. Попова шапка е нема во свет такво место. Таа е се одржува купови, скијачки купови таму. Се е тоа запоставено, се е уништено, се е узурпирано, се граде објекти кому ќе му текне. Јас немам слушнато дека некому му рушиле некој објект горе. Наместо да градиме скијачки центри, да го привлечеме туризмот, да го развиеме, да привлечеме странци, да дојде да инвестираат, да бидат тука, да го набавиме нешто, Тетово да се гордее со Попова шапка. Не да се градат објекти, не ќе се прави град на Попова шапка. Така, јас една мала дигресија, се извинувам што ве Може. прекинувам, околу што сега спомнавте дека немате слушнато дека нешто се изрушило таму, напротив, ја па на телевизија гледав дека не само што не се изрушило, него му е одземена викеница, куќа прекрасна на човек и си дошол, си ја земал без никакви документи. Човекот има тапија, се вика, еве, нема кај да се жали да си ја врати куќата. Кажав јас дека не функционираат институциите, нема каде, затворена е вратата. Каде ќе се жалиш? Еден пример ќе кажем за ова. Јагнето
бегало од волкот. Волкот го брка јагнето да го изеде. Бега јагнето и гледа мечката пред него, голема. А, рече, овој ќе ме спаси. И се доближува до мечката и му вика, абе, рече, те молиме, брка волкот, вика, да ме спасиш, дојди, рече, ќе те спасим јас. И го зема јагнето. Рече, слушај му, зашто он да те јаде, јас ќе те јадам. Така и овие, каде да се жалат. Кај волкот или кај мечката. Добар пример е. Добар пример. Господине Изет, сакам да ве запрашам пред самиот крај да ни кажете како ви се допаѓа сегашната општина Тетово, сегашната зграда на општината. Ајде. Може. Господине Изет, сакам да ве запрашам како ви се допаѓа сегашниот изглед на општина Тетово, на зградата на општина Тетово. Дали нешто би промениле или мислите дека е како што треба? Да, општинската зграда моментално е во катастрофална состојба, како внатре, така и надвор. Од предната страна има фасада дотерана е, се гледа многу убаво, но од задната страна може самите граѓани да поминат и да видат во каква состојба е. Страшно е. Значи, прво домот ако не го средиме, што ќе средиме друго понатаму. Така. Може ли сосема за крај да кажете завршна порака ваша, зошто тетовчани би гласале за вас и за демократи? Почитувани сограѓани, ви порачувам, Тетово заслужува промена и нов почеток. Јас и демократи сме подготвени да ја вратиме општината во рацете на граѓаните, а не во рацете на партиите и групните интереси. Ќе изградиме чист, уреден и модерен град, со честни институции и иднина за младите. Ве повикувам да ни дадете доверба затоа што заедно можеме да го направиме Тетово град кој сите ќе се гордееме со него. Господине Изет, ви благодарам многу од срце што ни бевте гостин и ви посакувам среќа на локалните избори, па и да ни дојдете повторно гостин во наше студио. Ви благодарам за поканата, повторно ќе дојдем обавезно. Чест и задоволство ми е да бидем ваш гостин. Прекрасни сте и немам зборови понатаму. Ви благодарам. Драги мои, тоа беше кандидатот на политичката партија Демократи, кандидат за градоначелник на општина Тетово, господинот Изет Зејнеловиќ. Ви посакувам убав ден. Ако ви се допадне овој подкаст, а се надевам дека ќе ви се допадне, знаете дека треба да притиснете лайк, сабскрайб и да го споделите овој подкаст како би допрво до што поголем број на луѓе.